Јас бев волонтер на истиот телефон на почетокот, кога се отвори, тогаш Тазе дипломиран психолог, и во тој период имаше само јавување од деца. Значи, исто беше прва таква линија, имаше навистина голем дел на јавувања и се разбира дека беа од поинаков тип прашањата за кои што се јавуваа. Меѓутоа, со текот на годините, во овој извештај нема, ама во некои претходни наши има дадено некаква временска линија како се намалува бројот, може би заради тоа што се отворили и други можности, може би заради тоа што проблемите и општествените услови се смениле, па некои други проблеми станале поприоритетни за кои што децата, односно возрастните, им го зеле местото на децата. И како што и Драги кажа, под плаштот на дека е загрозено право на детето, може би не толку јавувањето се однесува на самото дете, колку што на некоја нивен проблем. Меѓутоа, во рамки на нашето слушање, советување и разгледување што да направиме, како ги насочуваме кон тоа да, каков и да е проблемот, дека центарот на вниманието треба секогаш да биде на детето, особено кога станува збор за семејни нарушени односи или во разведени бракови деца. Може би причината е тоа што децата, посебно ако се жртва на насилство, како и не само децата, и кој да е жртва на насилство, многу тешко се одлучува да се јави, да побара помош, да се отвори, да секогаш кај жртвите постои мало ниво на грижа на совест, односно вина, дека може би и таа е за нешто виновна, што не е точно. И може би во овој дел можеме сите како општество да работиме на сите нивоа, да се охрабрат во смисла затоа што тоа, ако се сурови насил, станува збор за некој сурово насилство, остава и подолготрајни последици. Е подобро да се отвори, да се работи, да се расчисти чувствата, искуството што го имале, за да може да се продолжи со полн потенцијал понатаму во развојот. Колку време вие почнавте да волонтирате? Колку време беше тоа? Пред точно 27,5 години, значи од самиот почеток, во октомври 1993 година. Може ли вака да направиме компарација пред 33 децени и сега? Три проблеми за кои што најчесто, вака што ме става во сеќавање, три проблеми за кои што најчесто тогаш се јавуваат децата, три проблеми за кои што сега се јавуваат децата. Што се смени во овие 3 децени? Се смениле проблемите на децата за кои што се јавуваат? Многу се сменети. Сега вака, јас имам во компарацијава. Да. Меѓу првите во тој период беа така наречени детски проблеми, односно проблеми со кои што исто така СОС линијата е многу корисна, ако не е прекршено не знам, сериозно право како ова сега што го зборуваме за видување на родител или право на образование, беше повеќе во контекст на односите, врсничките односи, вклучително и насилство, љубовни врски. Имаше и посериозни тогаш, баш се сеќавам на личен пример од 1 час разговор со девојче, кој што се јави за почетно нешто друго, но на крајот на разговорот стигнавме за тоа дека е жртва на сексуална злоупотреба во рамки на поширокото семејство. Значи, тогаш имаше такови проблеми, како што ги има и сега, а сега, неколку години поред, на прво место е пристапноста или сиромаштијата, затоа што ви реков и на почетокот, освен преку линијата, доаѓаат и кај нас и ние нудиме и материјална поддршка, па така и за оние што ротираат во околината на жители на Меѓаши, имаат таква потреба и затоа ги завзема голем број. Бракоразводните или семејните односи, односно проблемот со видување на детето, со неколку години наназад е доминантно прекршено право,
кој што повлекува многу други последици понатаму во животот и на детето, и на семејството, и на нас како општество, целосно. И насилството, за жал. Тие три, да речам, се доминантни во последниве неколку години. И меѓуврсничко, има и семејно насилство случај. Некогаш се пријавува од страна на некој не од најтесното семејство, туку од некој од поширокото семејство како пријава. До сега не сме добили од дете и разбирливо е затоа што детето сепак се плаши, од дома се јавува, е некако во улога да ги заштити своите родители и повторно чувството на вина. Она што го правиме во смисла на охрабрување на децата повеќе да се јавуваат, додека беше отворена канцеларијата, редовно во текот на од октомври до декември доаѓаат деца од трето оделение, тогаш ги изучуваат правата на детето, конвенцијата, и сме имале посети во СОС телефонот и тогаш им правиме работилници за правата на децата, им кажуваме, им демонстрираме како тоа изгледа да се јават, разговараме за што тие би се јавиле на телефонот, но не се јавиле. Можеби каналот кој што го нудиме во овие услови не е најсоодветниот за децата. И во тој контекст и размислуваме и оваа година почнуваме една нова веб страница која што ќе нуди повеќе канали за нешто што сметаме дека е посоодветно, дали ќе биде чет, блогови, форуми, значи да имаат и друг начин како да им се приближиме и да ни се обратат. И благодарам и јас.